Од почетокот на учебната година во Куманово се реконструираат вкупно 13 училишта, од нив 3 средни, 10 основни, соопштија од секторот за образование од општина Куманово. Дел од реконструкцијата е завршена, дел ќе се спроведува и во второто полугодие. Во средните Перо Наков, Наце Буѓони и гимназијата Гоце Делчев поставени се фотоволтаици и во овие 3 средни училишта заврши обемна реконструкција на фасади, внатрешна реконструкција, партерно уредување на дворовите, кровни конструкции. Замена на прозорци и санитарии е завршена и во Вук Караџиќ, изградено е мултифункционално игралиште во Наимфра Шери, прозорци, кров, санитарии завршени се во Христијан Карпош. Со средства од МОН целосно се реконструираше 11 октомври. Заменета е фасадата на историниот објект на браќа Миладиновци кај Соколана. Инвестиции има и во подрачни училишта во село Речица, завршен е кровот, целосни реконструкции се завршени во објектите во Уминдол и Љубодрак. Во село Билјановце завршен кровот и фасадата, подови и тоалети се завршени и во Романовци и Лопате. Одобрени се повеќе проекти од МОН, меѓу нив за фасади, санации за кров, ѕидови, се чека и распишување на тендер за изградба на ново училиште за учениците од сами Фрашери. Да аплицираме на претходниот повик од страна на Министерството за образование и наука. Добиени се реконструкција на фасади за поставување на енергетски ефикасни фасади од повикот на МОН, од проектот 145 сали. И тука веќе треба да започнат со градежните работи во 2023 година за основните училишта Вук Караџиќ, Христијан Карпош, Толи Зордомис и браќа Рибар. Дополнително како општина работиме во соработка со Куманово план, работиме на подготовка на дополнителна техничка документација и за другите основни училишта, како за централните, така и за подрачните училишта, за да можат на следниот повик да аплицираме и за нив. И воедно би повикал во оваа прилика би ја искористил, бидејќи констатиравме дека и мора она што ќе се направи, ќе се реконструира, да се одржува и да се негува. Имаме общ заклучок дека пред се учениците мора да го одржуваат затоа што е тоа за нив, затоа што кој што милуваме да кажеме училиштето е втор дом за учениците, имаме заклучок дека не се однесуваме подеднакво со инвертарот во училиштата и не го чуваме како што го одржуваме во домашни услови, мора да го одржуваат затоа што тоа е за нивно добро. Во текот на изминатата година реконструирани се отворените спортски игралишта со тартан подлога, трибини и спортска опрема во повеќе училишта. И оваа прилика би искористил да повикам на разбирање од страна на вработените, на учениците и родителите, кога станува збор за градежните работи. Нормално, проектот е опфатен, има временска рамка, меѓутоа често доаѓа да при текот на реконструкцијата дојде до непредвидени работи кои ги одоговлекуваат тие градежни работи, па би апелирал за стрпливост. Нормално дека сите сакаме да работиме и сите се трудиме да работиме, да учениците имаат подобри пред се инфраструктурни услови и она што може да го констатираме дека до сега се сработи доста, иако знаете дека многу години наназад не беше инвестирано, многу се сработи во околу инфраструктурата, меѓутоа доколку го погледнете фактот, имаме 21 училиште на територија на општина Куманово како правни субјекти, меѓутоа училиштата изведуваат во централни, имаат исторени згради, меѓутоа имаат и подрачни згради, станува збор за околу 40 објекти, 47 поточни објекти во кои се изведува настава и треба да бидат реновирани, реконструирани. Како што претходно објави градоначалникот на Куманово, за инвестиции во образованието предвиден е буџетот на 26 милиони денари.